Владиката Петар ги демантира објавените информации дека бил уапсен од австралиската полиција. Веста за мој апсење е лага и конструкција зад која стојат струмичкиот владика Науми и игуменот Гаврил, против кого се води црковно-канонска судска постапка за расчинување, изјави во телефонскиот разговор за Канал 5 преспанско-пелагонитскиот митрополит и австралиско-новозеландски администратор Владиката Петар, информирајќи не според него за вистинската причина поради која се пријавил во полицијата по претходна покана да даде исказ за дело во кое бил вмешан игуменот Гаврил. Ако сум јас уапсен, ќе сум затвор. Нема сега да зборувам со вас на телефон. Не сум уапсен, сум викнат на разговор да обврска со некои клевети што ги упатил Гаврил, игуменот против кого се води судска постапка за расчинување, против игуменот Никодим ланската година во декември месец. Што било тоа, што се случило, како се случило, за работи кои не сум били присутен, ниту знам зашто се работи така, што нема никаква врска со тоа. 15 на 20 минути еден разговор се водеше и тоа беше се ништо друго. Овие информации се дело на владиката Наум и на Гаврил архимандритот. Владиката Петар најавува судска постапка за креаторите на овие невистини, како и за оние невистини пласирани во јавноста, дека наводно имал италијански пасош и милионски суми евра во италијански банки. Убеден е дека сето ова се прави со една цел. Нема што да коментираме, целта е јасна. Затоа што јас сакам да истерам правда до крај и тоа е работата. Во врска со во Австралија со случај Со Австралија, секако со Австралија. Ќе покренам постапка сега тие луѓе што ме подпраша да видиме кој е тој што ги шири тие информации, дали сум јас тој што имам во странски банки милионски евра или тој што ги шири тие лажни информации за мене, дезинформации дека тој може да има таму. Дали ќе видиме, ќе се распрашаме така убаво, ќе го истражиме случајот, од кај проширија тие озборувања, од кај се шират. Владиката Петар останува во Австралија, каде во сабота ќе присуствува на осветување камен темелник на нова црква во сиднејската општина Ливерпул, а и за чинот на осветување на нови антимиси по 20 години служба во црквите под негова јурисдикција во Австралија.